Во Агенда 35 ќе гледате и кога ќе се соберат сите реализирани проекти финансирани со европски пари од 2007 година до денес, не се доаѓа ниту до половина од милиардата евра што ја потенцираат властите во своите кампањи за придобивките од ЕУ. Кои се причините за тоа? Разговараме со главниот ревизор за ИПА Адем Цури, а за ова реагира и Брисел. Брисел многу добро ја знае ситуацијата како е во државата и секогаш кога имало, да кажеме, влошување, има реагирано, ни доделува дополнителни задачи. Интервју со Драган Тилев, државен советник за европски политики и координација. Нема друг излез ако нема, велам, консензус околу уставните измени во моментов, веројатно во некоја скора иднина ќе треба да се најде солуција за тоа, мора да има консензус за реформите, бидејќи реформите ги задираат, тоа сите добро го знаеме, во клучните столбови на државата и на функционирањето на државните институции. Следете на. Додека властите се подготвуваат со нова кампања да ги информираат граѓаните за придобивките од ЕУ на само неколку месеци пред изборната кампања, нашите пресметки покажуваат дека и покрај огромниот потенцијал, земјава во голем дел не успеала да ја искористи понудената предпристапна финансиска помош. Според податоците до кои дојдовме, преку трите компоненти на ИПА-2, која што се спроведува од 2014 година се до денес, од вкупно планирани 306,5 милиони евра, склучени се договори за проекти во вредност од 107,4 милиони евра, што е само третина од сумата што сме ја имале на располагање. Од овие проекти пак, засега реализацијата е 61%, односно исплатени се 66,3 милиони евра. Евидентно е дека најголемо потврлување има кај социоекономскиот и регионален развој, каде всушност се предвидени парите за големите инфраструктурни проекти. Најслаби во оваа област се Министерството за транспорт, Министерството за животна средина и јавните претпријатија за државни патишта и за железничка инфраструктура. Кога кон овие три компоненти од предпристапните европски фондови ќе се додадат и програмата за поддршка на земјоделството ИПАРД и фондовите за меѓугранична соработка, кај кои што пак реализацијата надминува и 95%, сепак вкупната сума на договорени европски проекти не надминува 200 милиони евра. Па дури и со претходната програма ИПА-1, која што се спроведуваше од 2007 година, се доаѓа само до половина од милиардата што ја потенцираа властите за време на летната кампања Ние сме Европа. Причините за слабата искористеност главно се лоцираат во недоволниот капацитет на домашните институции, односно недоволно стручен кадар кој што ќе ги подготвува и спроведува проектите. За ова разговаравме со главниот ревизор од специјалното ревизорско тело за ИПА Адем Цури, кој вели дека државата каска со зголемувањето на платите за стручните кадри зад приватниот сектор кој што е поконкурентен. Последните 2 години ни избега многу луѓе надвор од државата. И за да ги задржат луѓето, приватниот бизнис за да обстои, ги зголемија платите. Но во државата тоа одеше многу споро. Значи се чекаше доста време. Сега во моментот кога имаш луѓе кои што се ептен спремни, ептен стручни, ептен обучени со години назад и имаш невладин сектор, приватен сектор, кој што им понудува не 2 пати поголема плата, туку 3 пати поголема плата, секако дека пак ќе се вратиме во тој момент кај што кадарот е проблем. Значи, ние направивме и уште една ревизија, тоа беше веднаш после пандемија, во договор со Европска комисија, директно со директоратот за проширување, ја договоривме ревизијата и имавме некои 4 до 5 заклучоци, кои што ги доставивме исто така и до влада, за политиката за задржување на кадар. И сите моменти ги покривме фактички што фалат во државата и можам да кажам дека единствено за време на пандемија и економска криза, кај што делумно или целосно во некој сектор имаше блокада на вработувања, ние со нашите заклучоци до влада, пуштени и исто така и од Европска комисија побара јас да ја покренам нивото, да го покренам нивото на диалог на повисоко ниво. Јас се видов тогаш и со вице-премиерите и со министрите, со сите, ја пренесов пораката од Европска комисија и ја сфатија сериозно. И единствено за време на економска, енергетска и пандемиска криза, единствено беше дозволено луѓето кои што работат со
ИПА фондови да има вработување. Значи, плановите да им поминуваат на тие. Но и покрај притисокот од Брисел да се ангажираат стручни кадри што ќе работат на искористување на европските предпристапни фондови, ревизорот вели дека заклучоците што се доставуваат до владата бавно се спроведуваат. Со нашите заклучоци веќе имаме некое движење. Секако дека кога е, да кажеме, државниот сектор, промените одат многу побавно за разлика од приватниот, како што го спомнав. Пошто нели зависиме не само од еден закон, па многу филтри треба да помине, па после и во собрание за да може да кажеме одредените луѓе да ги имат тие придобивки што треба да ги користат. Затоа од страна на владата имаме слух секогаш нашите заклучоци биле усвоени и задолжени институциите по нашите заклучоци, зашто имаме повратно од страна на владата дека се задолжуваат. Според Цури, очекуваните измени на Законот за административни службеници, со кои би се овозможило зголемување на платите и до 45%, би можело да се обезбедат стручни кадри што ќе работат во структурата на ИПА. За консултантот Зоран Стојковски, несфатливо е однесувањето на државата во ангажирање на капацитети за искористување на европски фондови, иако политички постојано се прокламира европската аспирација на земјата. Станува збор за пари кои што се неповратни за Македонија. И да, многу е фрапатно, кој ќе видиме, ние се задолжуваме кредитно во целиот овој период на независност на државата, а онда кога имаме фонд како што се пристапните фондови на Европска унија кон секоја кандидатска држава која сака да стане член на ЕУ, вклучително и Македонија, ние тие не ги искористуваме. И онда тоа е она што мене ме загрижува и мислам дека треба да загрижува секоја држава. Не може само политички да се кажува дека ние сме за Европска унија, без притоа да ја играме играта, тоест да ја вежбаме. Всушност тоа е ИПА, една голема вежба за нашата држава, за нашите институции, за секој сегмент на општеството, како всушност да се трошат или да се алоцираат и да се спроведуваат програми и проекти веднаш кога ќе станеме членки. Ние, за жал, не си ја завршуваме домашната задача на сите нивоа. Европските фондови често ги следат и индиции за проневери и злоупотреби во земјава, па го прашавме ревизорот Цури колку нивните ревизии откриваат такви активности. Ние со нашите ревизии утврдуваме ризици и за секој наод, секој заклучок, секоја препорака што ја даваме, ние го наведуваме и ризикот. И затоа јас викам дека како што поминуваат годините, луѓето остануваат поискусни, ИПА 1 ја поминавме успешно, сега ИПА 2 се надевам уште поуспешно, а ИПА 3 се надевам дека ќе одиме до максимум искористеност на фондовите. Што се однесува до проневерите, ние ризиците ги напоминуваме во нашите наоди и сега одговорноста е на институцијата да постапува по тие ризици. Само пред неколку месеци Европската канцеларија против измами ОЛАФ објави дека се водат 18 истраги за проневера на пари од европски фондови во земјава. Точно се 18 случаеви се, но изолирани случаеви. И сега имаме Албанија, каде што имаме еден случај или два и блокиране ИПАРТ. А имаме Македонија, каде што, да кажеме, имаме 18 случаеви за 5 години, каде што искориственоста е 95-96% од ИПАРТ. Доколку се реагира системски и системски е влијанието, значи тогаш и нашите фондови ќе бидат блокирани. Но доколку се работи за изолирани случаеви, изолираните случаеви одговараат изолирано, значи индивидуално одговараат пред ОЛАФ и пред нашето јавно обвинителство, како и европското обвинителство сега, нели европското функционира, сега може да се покрене дури и таму. Не станува збор за класично проневерени пари. Значи тие се проекти, посебни проекти каде што ОЛАФ има отворено случаеви. И тие ќе видиме извештаја што ќе го издава, да кажеме, во нареден период, они ќе кажат колку се завршени, колку се со враќање на пари и дали ќе имаме реперкусии. Инаку не е проневера, класична проневера, земање на парите. Може да кажеме посебни изолирани случаи на ирегуларитис, неспоредливи понуди,
нешто може да се јави на терен, стара опрема купена како нова, кај што имавме случаи од пред 5-6 години, колку што се сеќавам. Така да, значи, станува збор за изолирани случаеви и проекти посебни. Не може да се каже класично, толку се проневерени. Во меѓувреме почна да се реализира и третата програма од ИПА, која што ќе се спроведува до 2027 година и која за нас алоцира речиси двојно повеќе пари отколку ИПА 2. Но Брисел однапред се сомнева колку навистина ќе успееме и овој пат да ги искористиме. Брисел многу добро ја знае ситуацијата како е во државата и секогаш кога имало, да кажеме, влошување, има реагирано, ни доделува дополнителни задачи на нас како ревизорско тело, да вршиме екстра контроли, дополнителни контроли, за да после се притиска до, да кажеме, до Секретаријат за европски прашања, до Министерство за финансии, Министерство за информатичко општество, за да се подобри ситуацијата. Инаку, може да се земе како пример, да кажеме, хрватскиот пример. Они моментот кога влегува, многу пари им дојдоа и затоа они од искуство зборуваат, пошто и Хрватска не можеше, без разлика на тоа што они на сите конференции што ги организираме со Европска комисија, хрватите кажуваат дека има национален консензус, кога се работело за европски фондови, да нема никаква пречка нигде. Што не можам да го кажам дека е случај за Република Северна Македонија. Господине Тилев, како од ваша перспектива го оценувате актуелниот моментум кога во Брисел се погласни и актуализирани темите поврзани со проширувањето на Европската Унија, но и притисокот врз нашата земја за уставни измени како еден од предусловите за продолжување или одблокирање на евроинтеграцијскиот процес? Не би можел да кажам дека тоа е сега некој екстра притисок, тоа е нешто што се случува од минатата година од јули, кога ги отворивме преговорите, односно кога започна меѓувладината конференција. Од тогаш нааму се познати условите, односно политичките предуслови кои треба да се исполнат, тоа е промената на уставот, за да можеме да продолжиме понатаму во процесот на пристапни преговори, односно да го заокружиме тој дел од првата меѓувладина конференција и да евентуално го отвориме првиот кластер фундаменти. И се разбира, бидејќи тоа е познат политички предуслов уште од минатата година, постојано во континуитет сите оние пораки кои ги добиваме од институциите на Европската Унија, од незините највисоки представници, меѓутоа и од највисоките представници на земјите членки на Европската Унија, при нивните посети тука, меѓутоа и при нашите посети, односно посетите на нашиот политички врв во Брисел и во главните градови на земјите членки на Европската Унија, тоа е темата која што постојано е на дневен ред. Може би заради интензитетот на средбите, заради интензитетот на посетите и на највисокото раководство на Европската Унија кај нас, ќе ги спомнем и председателот Мишел, и Ван дер Леен, и другите чинители, односно Вархеј и останатите, кои во повеќе наврати, што е можеби малку и по невообичаено, доаѓа и кај нас, меѓутоа и не само кај нас, и во целиот регион, па ќе го спомнеме и генералниот секретар на НАТО, господин Столтерберг, со неговата скорешна посета на целиот регион. Сето тоа може да се стави во тој контекст, но не би рекол како притисок, едноставно како стратешки партнери кои што се обидуваат да ни ги пренесат оние пораки кои што треба политичкиот врв. И тука не говорам само за политичкиот врв на владеачките политички партии, туку политичкиот врв кога велам на сите политички структури, на сите општествени чинители, ако сакате и пошироко во земјата, да го апсолвираат моментот, да ја апсолвираат можноста и едноставно да на некој начин се даде до знаење дека овој момент е таков кој што мора да се искористи или кој што треба да се искористи, за да може понатаму да влеземе во една стандардна, нормална траекторија во целиот процес на пристапни преговори. Тука би објаснил само дека, или би дообјаснил само дека оној момент кога ќе се исполни политичкиот предуслов и оној момент кога ќе се отвори кластерот фундаменти, продолжуваме понатаму во една динамика која што ќе биде значително забрзана и заради тоа што Европската Унија во целина, меѓутоа и сите земји членки на Европската Унија,
посветуваат посебно внимание токму на Западниот Балкан. Западниот Балкан бил и во моментов е невралгична точка, е ризична точка, е ранлива територија, во целина зборувам, не само за Македонија, туку во целина. И токму заради тоа се фокусираат сите тие политички чинители кај нас. Војната е не многу далеку од тука, се случува во Украина, војната во Израел и некои други точки кои што имаат потенцијал во скора иднина да бидат под ризик на некоја ерупција. Што во услови доколку политичкиот предуслов, како што го нарековте моментот на потребата од промена на уставот за продолжување на процесот, односно отварање на фундаменти, не се оствари? Кои се тогаш опциите, да речеме, или што понатаму? Па, искуството наше, таков ни е, некојаш велам, таков ни е крстот кој го носиме, но искуството наше во изминатиот период говори дека сме се судирали или сме се соочувале со слични предизвици или со оваков тип на предизвици од политички високооктански карактери во изминатиот период. Сме ги пребродувале. Јас немам никаква причина да не верувам дека и сега ќе се најде излезно решение. Дали тоа ќе биде сега или во некоја блиска иднина, на кој начин тоа ќе се направи, тоа не би можел да го кажам, бидејќи тоа е работа на политичките структури, тоа е политичките лидери, ќе треба и ќе мора да изнедат решение кое што ќе треба да излече земјата од овој, би рекол, на некој начин ќорсокак, за да може да продолжиме во наредниот период и да можеме да влеземе во една нормална траекторија. Што во меѓувреме ќе се случува, додека не се постигне тој ефект, односно додека не се најде решение, едноставно било порано и останува и понатаму реформи и само реформи. И од тука нема друг излез, ако нема, велам, консензус околу уставните измени во моментов, веројатно во некоја скора иднина ќе треба да се најде солуција за тоа, мора да има консензус за реформите, бидејќи реформите ги задираат, тоа сите добро го знаеме, во клучните столбови на државата и на функционирањето на државните институции. Токму така, но мислењето на многу релевантни експерти и од надвор и од дома е дека уставните измени, односно дебатата и процесот околу уставните измени всушност го стопираше на некој начин или сериозно го забави реформскиот процес. Тоа го констатираше дури и председателот Пендаровски. Зошто еве како човек од внатре, зошто тој застој се користи како изговор, а не како мотив за да се забрзаат одредени реформи во земјата? Може да се осети таквиот, да речеме, не тоа притисок, едноставно енергијата се носи на друга страна. Енергијата не е неисцрпен извор. Енергијата на администрацијата, ако сакате, не говорам за политичкиот момент, за политичката елита, тоа е веќе има друга матрица на дејствување, друга матрица на размислување, меѓутоа оној делот кој што е во администрацијата има ограничени капацитети. Ние имаме администрација која што е со ограничени капацитети, која што мора да биде фокусирана, мора да биде насочувана во оние сегменти, во оние реформи кои што се клучни за државата. За тоа треба да има политички простор, треба да има политичка воља, треба да има демократски капацитет, ако сакате на крајот на краиштата треба да има и одредена политичка култура на дејствување, за да може да се даде простор администрацијата да си продолжи да си функционира во било која политичка околина. Ако е тоа така, а би требало да биде така, во тој случај реформите ќе можат да продолжат до таму, до каде што е неопходно да се дојде до некоја политичка или консензус или да се донесе одредена политичка одлука. Јас сум тврдел и тврдам и понатаму дека администрацијата како таква има капацитет да ги носи реформите. Не ни е ништо од тие реформи страно, не ни е ништо од тие реформи непознато, едноставно треба да се остави тој простор, професионалците во администрацијата да си ја завршат својата работа. Кој не спречува во тој процес? Каде ни е кочницата? Зошто имаше потреба да речеме да се донесат по брза постапка измени во казнениот закон со европско знаменце, иако Европа јасно стави до знаење што смета на оваа тема?
Во тој дел не би можел да ви одговорам, бидејќи не сум бил вклучен, не знам како се одвивал целиот тој процес. Администрацијата, како таква, барем во секретаријатот за европски прашања, велам администрацијата, има своја стандардна процедура и при секоја консултација, која што на секој акт, дали е тоа закон, подзаконски акт, информација, сеедно, што и да е, кога ќе дојде кај нас, професионално се однесуваме и Последниот извештај на Европската унија за напредокот на земјата на патот кон Европската унија дојде со многу забелешки. Се уште до ден денес сме сведоци на сериозни припукувања помеѓу партиите, дали бил најлошиот досега и така натаму. Како човек кој што од самиот старт е вклучен во процесот на евроинтеграција, како вие го оценувате извештајот оваа година? Околу тоа препукување, би рекол, на Западот ништо ново, односно тоа е веќе секоја година еден фолклор кој што се случува со право, бидејќи секојаш извештајот е напишан пред се од професионалци, тоа се професионалци во Европската комисија, и сите, досега не сум слушнал дека некој рекол дека овој извештајот оваа година или претходната година или претходните години е необјективен и е тенденциозен. Тоа значи дека сметаме дека извештајот е објективен. Што значи тоа? Ги отсликува состојбата која што е во државата. Едно е, ја отсликува состојбата на ниво на кумулативна усогласеност, односно до каде сме стигнале од 2000 година, 2001 година, па до денеска, во целиот тој процес на усогласување на законодавството со правото на Европската, нашето национално законодавство за правото на Европската унија, до каде сме во имплементацијата на тоа законодавство, велам кумулативно, бидејќи тоа е едната оценка која доаѓа во извештајот, во овој, во било кој друг извештај претходно, односно последните 5-6 години, а вторијата оценка е за тоа колку брз напредок сме оствариле во последните 365 дена. И сега тука треба да се прави разлика помеѓу тие две оценки, бидејќи во кумулативниот дел стои можност за оценка на задување. Ние таква оценка ниту во овој извештај немаме, што значи дека немаме назадување во ниту една област. Ние сме во тој кумулативен дел, значи до каде што сме стигнати во процесот на усогласувањето на законодавството, ние сме повторно на високото второ место, бидејќи пред нас е само Црна Гора, зад нас е Србија. Та подсетам, Црна Гора преговара од 2012 година, Србија од 2013 до 2014 година. Тоа значи дека тие веќе преговараат многу долго, а ние сме сепак, иако само лани почнавме да преговараме, и ние сме сепак подобри и од Србија во тој кумулативен дел. Атмосферата која што се создаде околу сите тие реформи во тие 365 дена ја исцрпи енергијата на администрацијата и администрацијата можеби не успеа да го даде тоа што можеше или требаше да го даде во последните 365 дена. Велам, политичката околина беше таква да не можевме да напредуваме со потребната брзина. Така, тие транспонирани препораки практично во акција се на некој начин реформи кои што од нас се бараат. Споменавте дека последните 365 дена заради политичкиот контекст работите можеби не оделе со тоа, со посекуваното темпо. Меѓутоа следната година ние имаме избори, големите промени за кои што посочивте во Европската унија, дали тоа значи дека ни следува уште една бавна и тешка година од аспект на реформирање согласно европските правила? Дека годината ќе биде тешка, знаеме однапред, и не само заради изборите кај нас, туку и заради изборите во Европската унија и заради изборите во Соединетите американски држави кои ќе се служат на крајот на следната година. Фокусот, интересот ќе биде насочен кон тие крупни геополитички случувања и нема да ги заборавиме војната која што нема утре да заврши во Украина. Се надевам дека многу брзо ќе се најде некаква солуција за војната во Израел. И целиот тој геополитички амбиент има свое влијание и на активностите кај нас, што значи дека годината ќе биде тешка, тоа знаеме однапред. Дали бавно ќе се одвиваат реформите? Тоа е веќе друго прашање, зависи од тоа на каков начин ќе го развиеме тој план на активности, патокази и така натаму за наредниот период. Има дел од активностите кои што се однесуваат на едноставни одлуки кои што се носат или на ниво на влада, или на ниво на надлежна институција, министерство, директорат или некоја агенција. Тие не би смееле, според мене, бидејќи сум од администрацијата, тие не би смееле да забавуваат. Се разбира, секогаш има
политички одлуки кои што треба да се донесат во собранието, тие се веќе поврзани со функционалноста на собранието. И за крај, независно од тоа што ќе се случува со уставните измени и откочување на процесот, кои се областите или полињата во кои што реформите треба да забрзаат, независно што и да се случува со евроинтеграцијскиот процес? Тука без никаква дилема мора да се продолжи со реформите во делот на фундаменти, односно на делот на темелните вредности и сите компоненти кои што се поврзани со темелните вредности. Само да подсетам дека веќе во јули Европската комисија го објави извештајот, скрининг извештајот за кластерот фундаменти, а кластерот фундаменти пак се состои од делот на реформа на јавна администрација, делот на функционалност на демократските институции, економските критериуми, владење на правото и поглавјата 5 јавни набавки, поглавјата 18 статистика и поглавјата 32 тоа се финансиската контрола. Тоа е целиот корпус сегмент кој што е поврзан и хоризонтално со борбата против корупцијата или, ако сакате и пошироко, борбата против организираниот криминал. Од тука се исцртуваат контурите на клучните приоритети кои што ние мораме да се фокусираме. Продолжувањето со реформата во јавната администрација, бидејќи се донесе новата стратегија за реформа на јавна администрација и акцијскиот план. Вториот дел е сегмент е правосудството. Тука веќе ја завршуваме новата стратегија за реформа на правосудниот систем. Тука зборуваме и за судството и за јавно-обвинителскиот механизам и акцијскиот план. И таму има еден ред на активности кои што не мора да зависат само од собранието, односно од функционалноста на собранието. Мислам дека познато е, скоро се донесе новиот деловник за работа на собранието. Има многу елементи кои што треба да се тестираат во пракса. Тоа треба да го направи новото собрание. Меѓутоа, веќе има елементи кои што се поврзани и со одредени, не би рекол критики, но укажувања од страна на Европската комисија за начинот на донесувањето на законите, за обезбедувањето на соодветна јавна расправа пред донесувањето на законите, за да може да се слушне гласот и на сите оние општествени чинители, вклучително невладиниот сектор, академската заедница и така натаму, при донесувањето на крупните законски проекти, за да може да се обезбеди и приемчивост, односно да се обезбеди поддршка од поширок спектар.